Отпочната ексхумација на уште една повозрасна жена за која обвинителството побара да се испита дали станува збор за евентуална жртва на серијскиот убиец од Куманово. Поради сензитивноста на настанот и во заштита на семејството на жртвите, не откриваат детали за кој случај станува збор. Под какви околности настапила смртта кај жената не е познато, ниту дали во полицискиот билтен е заведен како случај со насилна смрт. Детали не сакаше да открие ниту Министерот за внатрешни работи. Во овој момент таму морам да бидам малце резервиран со информации заради тоа што таму се постапува веќе по наредба на јавен обвинител и во делот на она кое што значи полициско работење, така да сега не би можел да изнесам детали. Кога ќе заврши целокупниот дел од истрагата, ќе информираме јавноста со сите детали. Лекари ќе утврдуваат какво е менталното здравје на 25-годишниот осомничен серијски убиец. Од затворот кашање тој денеска е спроведен на клиниката за психијатриско вештачење. По наредба на судија на претходна постапка, осомничениот ТБ денеска е спроведен во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за психијатрија за психијатриско вештачење. По завршувањето ќе биде вратен во казнено-поправната установа Затвор Куманово на издржување мерка притвор. За сега истрагата за него се води за 2 убиства. Претходната обдукција на 36-годишната Марија покажа дека се работи за убиство извршено од рацете на осомничениот. Доколку и последната го покаже истото, обвинителството ќе побара и други откопувања. Истовремено се истражува дали 25-годишниот самонаречен овчар работел сам или имал соучесници. Под истрага е неговото семејство, полицијата и лекарите кои постапувале или не постапувале по пријавите кои пристигнувале против него. Освен за тешки кражби, тој не бил пријавен за друго кривично дело се до случајот со преживеаната старица од Куманово, која била нападната во својата викендица. По овој случај истражните органи почнале да ги поврзуваат останатите случаи со нападнати или починати жени во изминатава година. Миријана Давидовска, Сител телевизија.